Тетово е град со богата музичка традиција, поднебје од кое низ годините излегле многу врни имиња кои своите успеси во музиката ги нижат не само во државата, туку и надвор од неа. Традицијата се уште опстојува, а со текот на времето интересот за музичко образование постојано расте. Последниве години и бројот на ученици е зголемен, велат во Државното училиште Тодор Скаловски Тетоец. Веќе се подготвуваат за престојниот традиционален концерт по повод патрониот празник Свети Климент Охридски. Во моментот имаме 180 ученици во среден оддел и во тетовските и во струшките паралелки, 500 ученици во основен оддел. Проширен е со текот на годините инструментариумот во смисол на изучување на инструменти. Значи, покрај жичаните што се виолина, виола, виолончево и контрабас, се учат дувачки инструменти, кларинет, флейта, труба, обоа, саксофон, пијано нормално, хармоника, соло пеење, удирачки инструменти. Значи, како што расте интересот, така и се зголемува обемот на изучување во училиштето на инструменти во потребата, значи на родителите на учениците. Континуирано оди напред училиштето и во поглед на бројката на ученици, и во поглед на бројката на кадар. Многу е инвестирано. До сега Министерството за образование и наука многу инвестираше. Следната фаза е, значи, проширување на делот просторот, согласно условите што ги имаме како училиште. Нели, сепак треба една надградба добра да се направи, идејно решение и очекувам во наредниот период дека и тоа ќе се исполни. Реновирањето на училиштето, постојаното вложување и набавка на нови инструменти, учеството на меѓународни надпревари и заложбата на вработените, сето ова придонело за подобрување на условите за настава последниве години. Токму ова и причината за се поголемиот интерес за музичко образование, вели Зафировска. Последно што можеме да се пофалиме, тоа е дека наш ученик од 4-та година, среден оддел, за прв пат ја представуваше Македонија на светската олимпијада по хармоника. Беа на многу далечен пат, беа во Ростов, во Русија, и во таа огромна конкуренција, може да си замислите како изгледало тоа, ги донесе 12-то место. Тоа е за пофалба, ќе има прилика публиката од Тетово да ја го слушне на традиционалниот концерт што го одржуваме по повод 8 декември, денот на Свети Климент. Ќе настапи тој ученик. Тој е во класата на наставникот Косто Тодоровски, се вика Петар Кочевски ученикот. Ќе има и други ученици и учесници и од основниот оддел, и од средниот оддел, и од дисперзираните паралелки од Струга. И воедно користам прилика да ја поканам тетовската публика. Знам дека сакаат да слушнат добра и квалитетна музика на 7, значи во очи празникот, во очи патронатот што го имаме во салата концертна во музичкото училиште. Државното музичко училиште во Тетово е едно од најстарите во земјава, а неговите ученици годишно освојуваат бројни меѓународни награди. Основното образование го опфаќа Полошкиот регион, додека средното учениците од цела Западна Македонија.